Без обезбедена медицинска документација, која ја немал ниту обвинителот за да даде мислење, притвореникот Басри Ибраими, после срцев удари вграден стенд, бил вратен на рехабилитација во затворот во Шутка. Иако требало по службена должност да постапи, судот го одбил и барањето на адвокатот на Ибраими, Александар Тумановски, а кривичниот совет немал решавано цели 21 ден чекајќи ја документацијата. Како што објави еден ТВ, адвокатот и семејството обвинуваат за нехуманиот третман од судот за тетовчанецот Ибраими, чија голгота наместо да престане продолжува по преживеаниот инфаркт во затворот. Обвинителот кој го водел случајот, откако добил празно барање без медицинска документација и мислење од доктор, истиот ден го вратил со негативно мислење и напомена да се обезбеди здравствената документација. Од судот вчера за еден ТВ изјавија дека го одбиле предлогот за укинување на мерката притвор, бидејќи на притвореникот му се заканува казна од најмалку 8 години затвор и лицето било отпуштено од болница со стабилна здравствена состојба. Кривичниот совет кој постапува по предлогот на одбраната на лицето за кој прашувате, истиот ден по добивањето на медицинската документација од затворот Скопје, неодложно постапил и донел одлука по предлогот. Согласно медицинската документација, лицето било отпуштено од болница во стабилна здравствена состојба и препорачен му е преглед за 1 месец. Дополнително надлежниот јавен обвинител по барање на советот дал негативно мислење во однос на предлогот, а со оглед на сериозните кривични дела кои му се ставаат на товар на лицето и затворската казна која му се заканува од најмалку 8 години затвор за секој од делата, согласно кривичниот законник, како и личните прилики на обвинетиот, советот донел одлука со која го одбил предлогот за укинување на мерката притвор. Адвокатот во изјава за нашата телевизија реагира дека лицето ја издржува мерката во нехумани услови, без соодветна медицинска нега која треба да ја добива постоперативно лице со влошено здравје. Според него судот треба да понесе одговорност поради неводењето сметка дека по закон за притвор се одлучува итно, а не после 21 ден, како и дека нема дадено објаснување како лицето е вратено во притвор без тие да имаат увид во тоа и да дозволат да продолжи мерката во такви услови. Судот нема побарано од медицинската установа да се произнесе дали тоа лице може да издржува со инфаркт мерката или не. Туку само имаат цитиран отпуск писно каде што пише дека е од добра општа состојба. Отпишувањето од добра општа состојба според протоколите медицински се дават секоја лице кое што се отпишува од болничка установа. Тумановски вели дека со случајот е запознат народниот правобранител и Хелсиншкиот комитет и тврди дека ова е школски пример на непримена на мерката куќен притвор во случаеви кога е неопходна. Еден ТВ разговараше со братот на притворениот Ибраими кој тврди дека го нема видено по операцијата и стравува дека неговата здравствена состојба може да се влоши. Бара да му се определи куќен притвор за да може тој да се опорави покрај неблиските.